Два брачни парови со помош на две исклучително хумани жени ќе добијат свое потомство со постапката за сурогат мајчинство. До крајот на оваа или следната недела се очекува брачните двојки и сурогат мајките да финализираат првата фаза од постапката со склучување на договор, пошто следува медицинска постапка за биомедицинско оплодување. Министерството за здравство формираше здравствена комисија во која се вклучени врвни експерти од повеќе медицински области, поврзани со биомедицинско оплодување, која преку проверка на здравствената состојба на паровите и на сурогат мајките утврди дека истите ги исполнуваат условите. Имено, особено внимание беше обрнато на профилот на овие личности, имајќи предвид дека дел од членовите од оваа комисија се психијатри и психолози, така што тие водеа и непосреден разговор со брачните двојки за нивната желба и мотиви да се создадат свое потомство, но водеа и исти вакви разговори и со сурогат мајките за нивниот поттик или причина да усреќат некое семејство со деца. Во престојниот период ќе бидат извршени и повеќе стручни советувања со овие лица од психолошки и правен аспект, пошто следи и самата медицинска постапка. Тодоров информира дека досега над 30 парови побарали информации за почнување на постапката. Прв чекор што треба да го направи заинтересираните е да се обратат до Министерство за здравство со доставување на соодветна документација како потврда дека ги исполнуваат условите. За таа цел Министерство за здравство води два регистри, од кои еден за жени кои се потенцијални гестацијски носители или сурогат мајки, а другиот за брачните двојки. Министерството ги внесува податоците во овие регистри, а откако ќе утврди дека се исполнети соодветните услови. Втор чекор што треба да го направат заинтересираните брачни двојки е да достават барање во Министерство за здравство за увид во соодветниот регистар заради вршење на избор на гестацијски носител, односно сурогат мајка, имајќи предвид дека изборот на гестацијски носител го врши самата брачна двојка. Трет чекор што треба да го направат заинтересираните брачни двојки е да се обратат во Министерството за здравство со доставување на писмено барање за почнување на постапка за биомедицинско потпомогнато оплодување со гестацијски носител, како и доставување на писмена изјава заверена кај нотар. Заинтересираните парови претходно треба да бидат стручно советувани за психолошки и правни последици од оваа постапка од страна на Комисија за психолошко советување и Комисија за правно советување. Од пред неколку месеци концептот се прошири и се овозможува покрај брачни двојки кои имаат проблем со репродуктивно здравје. Ваквата постапка да може да ја користат и брачни двојки, каде жената боледува од болест која може да го загрози животот доколку забремени.